Време е за разговорот на денот. Мој денешен гостин, со кој што ќе зборуваме на повеќе теми, меѓутоа еден е главен, односно одбележување на еден роден ден кој што се случи вчера, доктор Маријан Танушевски, претседател на Македонското научно друштво од Битола. Добре ми дојдовте, се надевам дека уживате во амбиентот. За прв пат не сте тука, меѓутоа се надевам не и за последен пат. Па, како што личи по наше добре ве најдов, а гледам убаво се чувствувате и вие, прекрасно студио, прекрасен простор, предпоставам секојдневно убава атмосфера за работа, мотивација. А оваа работа е многу креативна и секојаш треба и убав амбиент за сето тоа. Ова го зборувате долгогодишно искуство пред се, нели како новинар, онака сте познати во јавноста. Маријан, ќе кажам, еве, споменавме дека сте новинар, по професија во минатото. Мојата прва професија е љубов. Така. Потоа, од скоро, не многу така одамна, сте и претседател на Македонското научно друштво и она што можам да кажам каде што најмногу сте истакнале, а тоа е лобирањето. Како почетна нишка имавме од ваша страна и вие не заправте со тој интелектуален развој кога станува збор конкретно за лобирањето. Меѓутоа, пред да продолжиме на овие начнати теми, би зборувала малку за она вчера што се случи. Значи, имавме еден роден ден, кој што го одбележавте. Станува збор, нели, за роден денот, одбележување на голем јубилеј од формирањето на Македонското научно друштво. Како протече се, дали планираното се реализира? Да, па, јас сум се уште под синокешните впечатоци. Македонското научно друштво е формирано баш на 25 април, значи на вчерашен ден, во 1960 година. И статистички во овој момент, а и тогаш, е најстарата организација која што се почнала да се занимава со наука, да ја поддржува науката, уметноста и така натаму, надвор од институциите, факултетите. Тогаш 60-та година не беше ни формиран ни Битолскиот универзитет и тие вчера славеа роден ден, им честитам во оваа прилика. Ако одиме со утрински занимливости, можам слободно да кажам дека Македонското научно друштво е формирано 7 години пред Ману. И можеби затоа имаме дури 13 членови од Македонската академија на науките и уметностите кои што посакале да се зачленат во Македонското научно друштво, да партиципираат, да издвојуваат дел од своето слободно време. Организирањето на вчерашното одбележување на таа годишнина, 57 години Македонско научно друштво Битола, беше во чест на прво втемелувачите, оние кои што во 1960 година се сетиле тоа да го направат, и ние имаме обврска да ја продолжиме таа мисија, бидејќи историјата не почнува од нас, туку преку нас се продолжува тој континуитет. И токму заради тоа, мојата желба беше како претседател избран минатата година есента, да ги поканам и сите поранешни претседатели на Македонското научно друштво и искрено да ви кажа, имав ветување од во моментов највозрастниот. Тоа е господинот Дојчин Апчевски, кој што има 93 години. Браво, успеа да стигне. Се тоа, оно што не се исполни до крај, бидејќи вие прашавте дали ви се исполни очекувањата. Значи, јас разговарав со семејството, Апчевски, тие ми потврдија дека тој ќе дојде. Тој бил претседател на Македонското научно друштво во период 1964-66 година, кога јас не бев роден. Така. И сакам да видам баш како тоа изгледа, кога јас не сум бил роден, како некој раководел во научното друштво и како тоа изгледа од денешен аспект. Предпоставам заради годините, а и денови некако променливо е времето, час топло, час ладно. Го спрече господинот Апчевски да присуствува на синокешниот настан, кој што беше, нема лажна скромност, прекрасен, убав, полни сме со убави впечатоци, за деталите можам слободно да зборувам. Станува збор за едногодишно водење на функцијата претседател, меѓутоа
Знаеме дека многу одамна сте член на Македонското научно друштво. Дали оние води во новинарството беа првиот иницијатор вие да станете член на МНД или можеби нешто сосема друго? Што на што ве натера да бидете дел од ова Македонско научно друштво? Па искрено да ви кажам, јас во Македонското научно друштво се зачленив по повик. Дента кога магистрирав на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на тема лобирање, а подоцна и докторирав исто така на тема лобирање, статистички првиот кој што магистрирал и докторирал не само во Република Македонија, туку во државите во регионот на Балканот. И тоа стана вака мамец голем, новината, феноменот лобирање. А од друга страна, токму тоа е моќта на лобирањето, брзо да те препознаат и да бидете во убаво друштво. Значи дека дипломата не е за џабе, не ви е далена подарок, туку успешно се реализиравте. И ја добив поканата да се зачленам во Македонското научно друштво и да го формирам првиот македонски центар за лобирање, кој што е во рамките на Македонското научно друштво. Тој се формираше на 9 јуни 2010 година, значи веќе 7 години, се извинувам, одлично функционираме и оно што е најважно сме етаблирани така во овој меѓународен простор, сепак да се каже. Чести се патувањата надвор од државата, низ Европа и така натаму, каде што презентираме дел од нашите искуства врзани со лоби процесите. Ги споменавме 7 години кои што се зад нас кога станува зборот формирањето на центарот. Јас бев присутна дента кога нели се кажа јавно и гласно дека да, Битола има центар за лобирање. Напредувавте на тоа поле кога беше многу малку познато. Ве плашеше ли онај момент кога се што е ново во средината во општеството, првично доаѓа и на критика, меѓутоа и на пофалба, и најважно од се целта да се оствари идејата на самото формирање на центарот беше да биде препознаено и прифатено. Имаше ли потешкоти низ овие 7 години кога станува збор за промовирање на самиот концепт на лобирањето, кога знаеме колку во денешницава е неопходно лобирањето на секоја сфера од живењето? Благодарам за прашањето. Знаете, во јавноста и натаму постои поделеност. Дури и кога во една прилика надвор од нашата држава купував книга за лобирање, викам, дали имате за лобирање? Да, тоа корупција. Значи, перцепцијата на процесите на лобирање е поделена токму заради практикувањето на лобирање од страна на некои поединци, лица, институции, кои што тоа го прават нетранспарентно, фаќење на пријатели, врски, слично, така, но процесите на лобирање во литературата, онаа која што ние ја промовираме, ја покажуваат другата, светлата страна, дека тоа е процес кој што возможува правилно и практично креирање на политики, остварување на одредени цели, и тоа беше главниот мој мотив да продолжам да бидам упорен. Мислам дека успеваме, затоа што Република Македонија е првата држава од земјите во регионот која што донесе закон за лобирање. Замислете, ние отпочнавме да функционираме поттикнати од Хрватското друштво на лобисти, а за жал Хрватска, која е членка на Европската унија, до ден денес нема таков закон. Значи, ние тоа го имаме и тоа ни овозможи да имаме акредитирани студии, да можеме да го промовираме лобирањето како процес и на крајот на краиштата да овозможиме и поддршка од делегацијата на Европската унија, бидејќи таа за Македонското научно друштво е значителна и фактичка. Лобирањето го имаме и центарот. Ги споменавме оние големи слики, или Европската унија, студиите и слично. Меѓутоа, колку на мала врата или на поединци, на правни и физички лица се случило да трупнат кај вас наврат и да побараат услуги кога станува збор за процесот на лобирање. Лобирањето е
голем, глобален, широк поим кога станува збор, ние секојдневно лобираме за нешто. Апсолутно. Дали е тоа јасно кажано, сме свесни за тоа или не сме свесни. Меѓутоа, еве, конкретно, дали во Битола дошол човек кој што побарал стручни совети, припомош од вашите стручни лица кои што функционираат во центарот, за да се помогне да се започне еден процес на лобирање, независно дали е, можеби, при вработување. Да. Голема е бројката. И се тоа сакам да го појаснам со искуствени податоци. Например, само пред неколку месеци ние завршивме еден заеднички процес и проект кој што го промовираше транспарентното лобирање, лобирачките вештини со Агросиндикатот на Република Македонија, кој што пак беше фокусиран на локалните економско-социјални совети низ целата држава. И ние бевме, разговаравме и пренесовме знаења врзани со лобирачките вештини процеси кај представниците на општинските совети, невладини организации и локално економски и социјални совети во Битола, во Охрид, во Прилеп, во Ресен, во Куманово, Струмица, Штип, Тетово, Гостивар. Сите тие чувствуваат потреба да ја абсорбираат таа нова тема или нова материја која што е под превезот на некаков феномен на лобирање. Но која ќе им ги соопштите деталите, инструментите, методите, техники, тоа што им изгледа убаво и интересно. Например, во Тетово на обуката за лобирање со едно 20 на присутни слушатели, еден од слушателите беше професор на факултетот Југоисточна Европа, него професор по отомански јазик. И тоа за мене пак беше интересно, се што предава професорот отомански јазик на колегите студенти. И првиот ден отпочнавме со предавањата, вежбите и така натаму. Вториот ден треба да привршиме и нормално кога завршува една заедничка средба се соопштуваат впечатоците. И сакав да го слушнам токму него. Што ќе каже? Дали ќе има нишка критика, пофалба, што ќе изусти? И вика, професоре, вика, кога почнавте во текот на вчерашниот ден да говорите, како да ме однесовте на една бескрајна плантажа во која што јас наистина не ќе знам што да правам. И не знам каде ќе се движам воопшто. Помисли, вика, дека залутав. Но вика, од денешен аспект ви благодарам што ме донесовте до цветната градина. И тоа вака за мене беше еден убав, интересен, пријатен момент, што значи дека успеавме да ја доловиме таа работа. Процесот на лобирање, вештините на лобирање ги работевме заедно со нашиот Центар за развој на Пелагонискиот регион пред 2,5 години, кога општините од регионот доаѓаа на обуките кои што ги организираше Македонското научно друштво, излегоа нови книги, публикации, кои што им овозможува на локалните советници, тогаш веќе новоизбрани, како и на кој начин да лобираат за проектни активности или за се она што им е важно за нивната општина, односно соодветната општина. Тоа беше подкрепено со еден процес на креирање на граѓански диалог, што значи диалогот да го разбират како култура на однесување пред се, а не како нешто наметно дека некој мора тоа да го прави и така натаму. Имавме и други, по една ваква прилика. Можам да кажам дека едно 50 поединци, например, само во првата година кога го формиравме, доброволно сакаа да слушаат кратки обуки. Имавме и гости експерти од Хрватска. Неодамна тука беше гостин во Македонското научно друштво председателот на Друштвото на лобисти на Црна Гора, господинот Пушара, кој што е член на бордот на лобисти во Брисел. Така да, добро е. Мора да напоменам дека наше, ново е, го има секаде, меѓутоа за прв пат го добиваме. Конкретно идејата почнува од Битола.
Меѓутоа, не можеме да застанеме само на недел теоријата, една грудка ја имаме и сега таа е. Вие постојано се надоградувате со размената на искуствата, меѓутоа и со пренесувањето на искуствата. Сакаат ли надвор од земјава да слушнат како лобираат македонците? Каков е интересот кога станува збор за нашите искуства да бидат пренесени некаде, бидејќи постојано слушаме во разни сфери од живењето, дошол некој од некаде да ни ги пренесе искуствата. Ние сме отишле некаде за да земеме искуства. Меѓутоа, ние и даваме искуства. Ние сме достоен народ кој што навистина има што да покаже. Не затајуваме, иако можеби сме мала земја или важиме за тек по почеток на развој, неразвиена земја, така да се изразам. Малку ми пречи тој сегмент, знам дека да, многу квалитетни луѓе наши има што да кажат и кажуваат надвор, меѓутоа колку се слушнати? Да. Видите, во светот или во кругот на луѓето кои што се посветени на оваа професија, ние сме брзо препознатливи, поканите доаѓаат редовно. Јас ќе пренесам вака дел од впечатоците од две одржани средби и една во најава. Првата беше поканата од Хрватското друштво на лобисти, која што веќе е честа и ние се оддомакинивме таму, во тој простор, кога главни, да речем, носители на меѓународниот симпозиум беа господинот Ден Вејхолд, тој е председателот на Американската лига на лобисти, господинот Мате Гранич, почесен член на Хрватското друштво на лобисти и мојата скромност. Разговаравме за искуства. Меѓутоа, вниманието кое што ни беше дадено, акцентот дека и македонското искуство треба да се пренесува, повторно ќе речем благодарение на законското решение, ни овозможи прво да седиме на иста маса. Ведејќи многу е важно да бидете на една маса со така високо релевантни луѓе. Кога јас сакав да му подарам на господинот Ден Вејхолд мојата книга, која што излезе и на англиски јазик и беше адаптирана на американскиот систем на лобирање, ма дадов во CD, значи не во хартиена форма, за да може лесно да ја пренеси. Викам мудро. Па викам, станавме брзи и мораме брзо да реагираме. После тоа продолжи нашето пријателство, преписки и слично кои што ги имаме до ден денес. Во Србија, например, во Белград, Министерството за правда, тамошното Министерство за правда, го поведе иницијатива за зголемување на процесите на транспарентно лобирање, бидејќи во тој момент во нината држава имаше неколку актуелни афери, за жал. И токму така на голема сцена повторно можевме рамо до рамо, што се вика зборот, да комуницираме, а јас бев заедно со уште една представничка, една госпоѓа од Државната комисија за спречување на корупцијата. Зошто сакам тоа да го кажам? Бидејќи во нашата држава законот за лобирање во еден од последните членови предвидува и надзор на тие процеси, а надзорот на тие процеси го врши Државната комисија за спречување на корупцијата. Ке те прекинам за кусо Државната комисија за спречување на корупција. Колку комисијата е релевантен фактор во земјава, колку истата треба да се почитува како закон, она просто народно кажано, бидејќи многу препораки доаѓаат од антикорупцијската комисија, меѓутоа многу малку се спроведуваат. Што е тука? Затајување на законот или нивото на респект и сила на самата комисија? Комисијата има задача да го надгледува процесот, а не да го спроведува законот. Законот треба да го спроведуваме ние кои што се занимаваме со тоа, или пак лобистите професионалци. Меѓутоа, она што е суштинската мана на тој закон, за жал, преодните и завршните одредби, нели така завршуваат сите закони, не се благовремено донесени и не овозможи да се искристализира тоа законско решение. Ние писмено пред неколку години се обративме до комисијата. Комисијата во своите
и годишни извештаи констатирала дека во одредени сегменти законот не заживеал и веруваме дека ќе се подобри тоа решение, бидејќи е неизбежно. Времењата си течат, динамиката си го прави своето, а редно е по донесувањето на законот од 2009 година, скоро една деценија потоа, да провериме што е добро, а што не. Така, да продолжиме за разговорот во Белград во присуството на господјата од антикорупцијска. Да, па таа беше еден од излагачите кој што исто така пренесуваше искуство и кој што ја потврди добрата пракса дека лобирачките процеси треба да бидат базирани на знаење. Што значи тоа? Дека не може да се каже дека и јас сум лобист, и јас лобирам, дури во едно истражување кое што го направивме во Македонското научно друштво во Центарот за лобирање, врзано со изустувањето на терминот лобирање, многу луѓе го употребуваат, мислејќи дека е убав да се каже или како запирка во речениста, па еве, јас лобирам, ти лобираш, ние ќе лобираме, а кога ги прашате што всушност вие правите, па лобираме. Лобираме. И го нема знаењето. Црна Гора и Србија се одлучија да го следат нашиот пат, односно да се отпочне со едукација на сите оние кои што сакаат, бизнисмени, јавни личности, студенти и така натаму, и исто така и кај не веќе од пред 2 години почнаа акредитирани студии за лобирање. Инаку лобирањето во моите истражувања кои што ги правев во оној период кога подготвував докторската дисертација, покажа дека го користат како модул во односите со јавност, во комуникации, политички систем и така натаму, што е така непријатно и лошо решение. Моето следно прашање би се однесувало конкретно што е лобирањето, кратко и јасно, за да им објасниме и на гледачите и на луѓето кои што е по-конкретно не е лобирање доколку јас преговарам, те молам вработиме, бидејќи ми е потребна работа. Да не се сватиме погрешно. Сожалување, емоции. Ете, токму така. Накуса дефиниција што е лобирање? Процес на менување на одлуки од заеднички или обостран интерес, во кој што двете страни на крајот ќе постигнат компромис, или што викаме ние народски, ќе си пуштат рака, ќе речат да, двата сме задоволни. Најголемиот успех на секој процес на лобирање е така наречената win-win комбинација, секој да добие, односно да не биде едниот надмудрен, а другиот не. Така, може ли да се каже дека во моментов во државава најјасен приказ на лобирањето го имаме во делот на политиката? Имаме лобирачи кои што ни доаѓаат од странство, ни даваат некои договори каде што двете страни се на некој начин равноправни со нивните барања, нивните обврски. Може ли така да се каже, дека е најприсутно? Па јас можем едноставно да кажем дека политичарите во овој момент се најлошите практикувачи на лоби процесите и ги злоупотребуваат. Така, тоа е заради моменталнава состојба? Па, генерално, анализирано е неколку години наназад, забележуваме дека врз принципот на посилната страна, можност да се врши притисок, дека треба да се изнудат одредени решенија. Ние велиме дека сето тоа треба да биде базирано на заедничко расположение и заеднички договор. Се разберат тука секој процесите на аргументирање, на убедување, на други техники кои што се врзани со директното или индиректното лобирање, но се плашам за аудиториумот да не навлеземе во некој час, академски час. Лобирањето подразбира, нели го споменавме она постигнување на договор помеѓу две страни и двете да бидат задоволни. Колку во однос на вештините и оние практики на самото лобирање мора да биде вградена самата психологија? Видете, психологијата на личност има големо влијание. Знаете, перцепцијата кога вие некого гледате, вообичаено најнапред размислувате за неговиот имидж, за неговиот бекграунд. А обично се вели дека лобистите треба да бидат кристално чисти, јасни. Не може еднаш вака, еднаш така или да ги менуваат тезите така натаму, не дај Боже да лажат. Тогаш имиджот се крши преку ноќ
и се разбира се отежнуваат после тоа можностите да се лобира, кога зборуваме генерално за јавниот простор. Инаку, например, само во еден ден, во овој момент, во Брисел лобираат над 30.000 лобисти. Сите тие како некои пчели вртат од една во друга асоциација, индустрија и така натаму. Тоа е навистина голема и макотрпна работа и можеби на крајот на криштата неправилно распоредена, затоа што некои се занимаваат со едно, некои со друго, некои со трето и на крајот пак се собираат како некое јато, гледано од аспект на лоби процесите во Брисел, но генерално мислам дека бидејќи она што го пише во литературата нема една единствена дефиниција за лобирање, тоа значи дека секогаш се отвора еден нов момент, нов креативен процес кој што тоа го возможува. Еве, ако дозволите, врз принципот на лобирање, например, во контекст на вчерашното роденденско одбележување. Например, ние на состанокот на управниот одбор се договоривме да ги поканиме сите поранешни председатели на Македонското научно друштво и јас со сите разговарав лобирајки, бидејќи некои одамна не дошле. Па добро, вика, се времиња поминале, па не знаеме ние така. Па ќе биде убаво, па дојдете, па ќе се дружиме, па ќе се фотографираме, па ќе запееме ако треба. Па добро, еве ќе дојдеме тогаш. Значи, ги убедивме лобирајки се, малку вештините на лобирање, за да дојдат. И најголемиот дел дојде. Так, тоа е позитивната страна на лобирањето. Повеќе се насочивме во тој дел. Се надевам јас во еднина дека оние недостатоци кои што самиот закон за лобирање ги има во држава ќе бидат надминати. Време е, нели, да почне малку да претрпи измени самиот закон. Ќе ве запрашам во делот на Македонското научно друштво. Го одбележавме роденденот, меѓутоа тука не застанувате, сигурна сум. Апсолютно. Има нови активности, нови планови во која насока во оваа престојна година ќе се движи, нели, самото Македонско научно друштво. Да. Па, она што јас го сметам за голем успех, кој што наскоро ќе го промовираме и во јавноста, еве, премиерата е токму сега, каква среќа. Ви благодарам. Што ние донесовме, изгласавме и веќе е затворен тој процес, нов правилник за издавачката дејност во Македонското научно друштво. Што ќе подразбира? Еден од столбовите на работата на научното друштво е издавачката дејност. Досегашниот правилник датираше од 2003 година, 14 години, голема дистанца за многу новини во нашето секојдневие, дотолку повеќе што од пред неколку години е донесен и новиот закон за издавачка дејност генерално во Република Македонија. Конкретно денеска е светски ден на интелектуалната собственост. Дополнително се сгоди моментот. Благодарам, ме надмудривте, не ги сум ги правил утринските вести. Јас морам, сакам некем наутро, тоа ми е прска. Така е. Со новиот правилник за издавачка дејност, прво, дефинитивно ја запазуваме важната работа во издавачката дејност на нашето научно друштво, а тоа е важно и за останатите издавачи во државата, но тие со своите грижи, дека лекторирањето е задолжително. Значи, се случувало многу книги да излезат од печат, или мудро да се прескокне дека дали е лекторирана или не, или пак под превезот на некаква јазична редакција, јазично оформување и така натаму, да помине таа работа. Ние, овој тим, млад, многу добар, амбициозен, се договоривме дека нити една книга нема да излезе од научното друштво без да е лекторирана од овластен лектор. Понатаму, со новиот правилник, овозможивме нашето списание, стручно-научното списание Прилози, кое што излегува периодично, во принцип 2 пати во текот на годината или еднаш како двоброј, исто така да се печати и на англиски јазик, да се подобри референцата или да се индексира, со што ќе се овозможи на сите оние кои што ќе објавуваат трудови во списанието, се извинувам,
да имаат референца, односно да им користи во нивниот академски развој или други потреби кои што ги почувствувале. Ке имаме меѓународна редакција, дел веќе од членовите на таа меѓународна редакција се познати, што значи дека го издигнавме на многу повисок степен од досегашниот. И оно што исто така го овозможуваме со новиот правилник е промоција на уметничката дејност. Значи, оние кои што сакаат да продолжат да пишуваат поезија, проза и така натаму, непречено да издаваат во Македонското научно друштво, бидејќи досега тоа беше врз доброволна основа или може, а не мора и така натаму, но никаде не пишуваше дека е дозволено или недозволено. Сега точно се знае дека е тоа дозволено, дека се усогласено со издавачката дејност и дека може да се практикува. Ќе го споменам лекторството повторно, меѓутоа ќе ги смешам оние две ваши професии. Логички е дека се јавила потребата за лекторство. Сте го забележале тој пропуст? Нашиот македонски литературен јазик мораме да го чуваме по сите. И сега сакав друго да ве прашам. Се уште функционирате како дописник за МИА, ако не се лажам. Новинар. И сигурно читате новинарски текстови. Имате ли забелешка во однос на лекторскиот дел, во однос на начинот на склопување на реченица, начинот на дикција кај самите водители, кај презентерите, како всушност го користат македонскиот јазик? За една ваква прилика премалку ќе би да кажам дека имам забелешки. Напротив, често пати сум лут. Не го прифаќам тоа, не ми го прифаќа моето уво, мојата, да не биде преамбициозно, мојата личност, така. Меѓутоа, кога гледам како се зборува, како се пренесува, така натаму, посебно овај скопскиот жаргон, кој што така ве уништува, така додека. За жал, социјалните мрежи, например, сега тоа дополнително го усложнуваат, врзано со чистиот говор, пишувањето и така натаму на македонскиот литературен јазик. Дури, еве, пред известно време, така, месец дена, нешто повалку или повеќе, имавме еден собир на сите поранешни вработени лица во Радио Битола, новинари. Некои остарени така, меѓутоа во добра кондиција. Евоциравме спомени и велевме дека една од најголемите загуби што Радио Битола згасна е тоа што згасна школата на условно презентери, предавачи на чистиот говор, македонскиот литературен јазик. Мислам дека недоволно се посветува внимание, голем број на редакции тоа го пропуштаат, можеби заради трката со време, капитал, пари, брзање во информативниот простор, тоа го забораваат. И честно е да кажеме на ваква прилика дека во Македонската информативна агенција тоа не може да се случи, бидејќи има посебен тим кој што по затворањето на производот вест, информација, приказна и така натаму, врши брзо пречистување за да не се случат непријатности кои што се разбира се и неприфатливи. Значи ли ова дека секој еден медиум, секој еден весник, интернет портал, бидејќи се почести, неопходно е да има вработен лектор? Па мислам дека тоа е законско решение, не ме фаќате за збор. Но А каква е состојбата со лектори? Имаме ли воопшто лектори? Па во нашиот град имаме неколку лектори овластени кои што си ја практикуваат својот занает. Останатите делови најверојатно тие знаат како тоа функционира, но во секој случај имаме овластени лектори кои што се задолжени тоа да го прават. Посебно во делот на издавачка дејност, кога нешто треба да се публикува и да остане подолг временски период. Бидејќи ке речете информативниот простор и така натаму брз е и нема можеби време нешто, меѓутоа она што е подложено на анализа, на
повторно, второ, трето, десетто читање, така натаму, мора да биде чисто, иначе во спротивно ќе направиме и голем законски прекршок. Инаку во однос на искривувањето на македонскиот јазик или искривоколчувањето, може би тоа е и резултат, никој да не го разбере како олеснување на таа моја јавна забелешка е брзање по наслови, па што ако кажам поинаку или се употреби некој србизам, побрзо ќе се купи некој весник или многу побрзо ќе се гледа на некоја страница и така натаму, но генерално јас мислам дека барем во нашиот град успеваме да го одржиме нивото за кое што сите се залагаме. Тоа е делот на лекторството и овој нов правилник на Македонското научно друштво. Што друго планирате да правите во текот на годинава? Па во текот на наредниот месец ќе имаме неколку настани. Во мај, значи, ќе имаме еден настан врзан со или иницииран од одделението за медицински науки, кој што ќе прирате на јавна трибина. Понатаму ќе имам одбележување на еден јубилеј, 35 години активност, кој што е врзан со стручноста и она што секојдневно го прави господинот, или подобро кажано професор доктор Сачо Кочанковски, кој што е исто така член на Македонското научно друштво и председател на надзорниот одбор. Неодамно имавме гостување на лекари од Америка, кои што исто така беа во нивна организација. Традиционално и партнерски го организираме завршниот настан меѓународниот симпозиум на Српскиот конзулат, кој што ќе биде кон крајот на идниот месец. Очекуваме во текот на јуни промоција на еден нов дописен член на Македонското научно друштво. Значи, неодамно имавме промоција на нов почесен член, а ќе имаме и на дописен член. Во текот на летниот период посакуваме да ги наполниме акумулаторите, за да на есен исто така продолжиме со вака интересни програмски активности, бидејќи програмата е генерално утврдена, сите сектори, односно одделенија имаат своји прецизни цели, така. Маријан, јас ти благодарам за гостувањето денеска овдека во студиото на Мега телевизија. Се надевам и сигурна сум дека и понатаму ќе продолжите со успешна работа и повторно ќе ве видиме овдека во ова студио, ќе разговараме на нови теми, докаде се оние веќе започнатите, дали достигнале еден повисок степен на развој и реализација и успех. И се надевам дека Мега телевизија и понатаму, како и досега, ќе биде медиумот кој што секогаш стои зад интелектуалните напредоци на општеството, нели промовирани преку Македонското научно друштво. Благодарам. Така ние се договоривме синоќа да продолжиме ведри и креативни. Оние кои што во текот на минатата година оставија посебен белег на работата на Македонското научно друштво, ликовниот уметник Панде Петровски и поетот Панде Манойлов, ги наградивме со во нашиот мандатен период ново востановената значка на Македонското научно друштво, беа возбудени и верувам дека многумина ќе ја добијат и во наредниот период. Ви благодарам уште еднаш, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.